Време е за следниот панел, односно следнава панел дискусија, која што во целост ќе ја посветиме токму на бизнисите. Ќе ги слушнеме нивните потреби и пораки, ќе слушнеме и како нивното здружување влијае на одржливиот развој. В наредниве минути на сцената ги поканувам господин Абдул Лезел Догани, извршен директор на ВЗ Шарис, Северна Македонија, господинот Бранко Грегановиќ, главен извршен директор на НЛБ банка Северна Македонија, господин Невен Мариновиќ, основач и директор на одговорниот бизнис форум Смарт Колектив Србија, госпоѓа Никица Кусиникова, извршна директорка на Конект и госпоѓа Марионка Велјановска, извршна директорка на Фармахем Северна Македонија. Ќе најавам дека модератор на следнава панел дискусија ќе биде господин Виктор Мирчевски, програмски директор во Конект. Виктор, повелете со панел дискусијата и да ги слушнеме ставовите на бизнис секторот. Ете, убаво што дамите измешано ги сместивме, ни требаат повеќе лидерки во бизнис секторот. Добро дојдовте на панелот кој што веќе го дадовте вовет од претходниот. Што е тоа што бизнис секторот прави за да го движи одржливиот развој, за тоа да не биде пиар, туку да биде навистина мотор кој што ќе ни овозможи да живееме во поубави заедници. Контекстот на Балканот го споделуваме, зборувавме и во паузата за различни механизми, различни шеми кои што во бизнисот стануваат тренд, па ќе чуете ESG, CSR, ќе чуете UN Global Compact, SDGs, ќе чуете одржливост, правиме друго, правиме трето, дали ова се форми и трендови, но главното прашање секогаш останува како константа. Како го правите профитот, на кој начин влијаете во заедниците каде што постоите, што вашиот бизнис остава зад себе, а што пред себе за следните генерации, како тој влијае на одржливиот развој. И со мене се челници на компании, на организации кои што ги сдружуваат компаниите во вакви иницијативи и многу добро знаат дека бизнисот е клучен заштитник на човековите, на работничките права, дека може да направи многу промени општествени во застапувањето за овие теми, дека е пријател на граѓанскиот сектор и на тој начин го смирува својот социјален импакт, своето влијание и дека можеме и да направиме на Балканов многу повеќе од тоа што е моменталната ситуација. Ќе почнам веднаш од Невен. Паметам пред многу години на сличен ваков форум си ги имавме заменето местата во контекстот и таму на ваков убав настан беа собрани многу ваши горди членки на форумот за одговорни бизниси. Како функционира како механизам, што таму се случува, на кој начин им помагате на компаниите да ова го прават баш стратешки како што и нашата публика очекува од нив. Пред се ви благодарам за поканата, Никица, Виктор, и навистина ми е драго што сум тука по неколку години и што имам можност да зборувам на овој форум, кога станува збор за форумот на одговорни бизниси. Тоа е нешто што го формиравме во 2008 година, пред некое време. И мислам дека првичната, оригиналната идеја, во тоа време се уште зборувавме за корпоративната општествена одговорност и за филантропијата повеќе како движење, а помалку кон нешто што бара да се почитува во согласно со регулативите, и во тоа време имаше една идеја дека треба да ги вклучиме компаниите, да ги користиме нивните ресурси, да ги поттикнеме бизнисите да помогнат во активностите за развој на заедницата, и во повеќето од тие дискусии се спомнуваше корпоративната филантропија. Доста енергија вложивме да објасниме дека не станува збор само за корпоративна филантропија. Обично луѓето мислат дека ако дадат пари, тоа е тоа. Секогаш може да направат повеќе. Треба да се грижат за животната средина, компаниите треба да се грижат за своите внатрешни тимови, за човековите права, да бидат фери и транспарентни на пазарот на трудот и во однос на нивните добавувачи.
И мислам дека со текот на време работите значително се променија и се развија. На почетокот повеќе проповедавме што е филантропија, имавме некои компании кои што беа лидери во активностите и двигатели на активностите, но сите беа големи ентузијасти, па имавме економска криза. Некои од компаниите се бореа за опстанок, не беше баш лесно, а потоа работите се променија. Идејата беше, ајде компаниите да бидат одговорни за агендата, не да им кажуваат граѓанските организации или владата што треба да направат, да им се туку да се креира платформа каде што одговорноста ќе биде на компаниите. Значи, граѓанските организации можат да обезбедат контакти, да дадат контекст, да дадат експертиза, но мислам дека компаниите треба да имаат водечка улога и со текот на времето сега се повеќе се фокусираме на поддршка на луѓе кои што професионално се занимаваат со одржливоста во рамките на компанијата, значи менаџери за ESG, за одржливост, за комуникација, во зависност од називот, значи станува збор за вмрежување и споделување на идеја и искуства. Некогаш една компанија има реализирано нешто, може би направено некои грешки, па се обидуваме да не ги повториме. Некогаш споделуваме идеи и проекти, но целта е да се пренесат пораките, за да видиме дека граѓанските организации и бизнисите добро се разбираат и драго ми е што и ние развивме одредена експертиза што претходно ја немавме и можеме да обезбедиме одредени услуги на компаниите во однос на поднесувањето и извештувањето кон стратегии за вклучување на заинтересирани страни, ESG. Значи, ова е една двонасочна соработка и комуникација, но она што ме загрижува во моментов е дека корпоративната општествена одговорност и ESG може да станат дел од политиките за усогласеност поради барањата на финансиските организации, институции и Европската Унија. И мислам дека треба да бидеме свесни и да внимаваме да не стане нешто за кое што треба едноставно да го штиклираат полето, туку да видиме која е улогата на компаниите во општеството, зошто треба да ги вршиме овие активности и како да бидеме најдобри. Значи не само дали го правиме тоа или не. Затоа што баш на паузата го начнавме тоа, да не стане обичен стандард што е дел од известувањето и да се обседнеме само со известување, не со тоа што всушност го правиме и промените што ги носиме во општеството, ама за среќа такви има доста и ќе се свртам сега кон нашите лидери од бизнис клубот, каде што можеме да видиме примери за што се прави околу одржливоста. Марионка, ќе почнам од вас. Како дама лидерка. Фармахем е компанија која што е мало средно предпријатие, но со очекуван раст. Честитки, денес ви отварате нов објект, но ти благодарам што успеа да најдеш време да си тукаш. Како Фармахем го гледа своето влијание, го устројува и кои се главните практики што може да ги споделиме? Виктор, Фармахем е, како што кажа, мала кон средна компанија. Тука сме во друштво на големи компании, тоа ни е чест. Меѓутоа, постоиме веќе 35 години и сите овие години мислам дека на некој начин сме лидери во општествена одговорност. Еве ќе почнам со тоа што сопственик на компанијата е жена, извршен директор е жена, финансов директор е жена. Може би тоа има не знам, некакво влијание на таа наша заложба. Да, бидеме општествено одговорна компанија од самите почетоци, не само сега.
кога тоа е, да кажем, поактуелно последните 10-15 години. Главната дејност ни е продажба на лабораториска опрема за секаков вид на лаборатории, медицински лаборатории во индустрија, фармацевска, прехранбена, секаква индустрија и постпродажна поддршка во тој дел. Но, покрај овој сегмент, од самиот почеток имаме еколошки сектор, кој што пак е на некој начин, мислам дека сме на некој начин различни. Тој сектор е како непрофитен дел во бизнис обкружување. И тој сектор исто така постои од самите почетоци на компанијата. Во последните години станува профитен, да кажем, ајде не профитен, туку има и импакт на финансиите на нашата компанија, но тоа што е многу поважно за нас, има голем импакт во делот на заштита на природа. Не знам сега дали тој пример сега да го посочам или може би во следниот круг на сега да продолжам? Да, слободно. Значи, ние имаме едно партнерство или ја поддржуваме многу организации, но најдолго поддржуваме Македонско еколошко друштво. Тоа е најстарата организација од областа на заштита на природа во Македонија, со огромна експертиза и со многу, значи со најголемите експерти на некој начин во таа област соработуваат со Македонско еколошко друштво. Тоа наше вложување таму прерасна во партнерски однос со нашиот сектор за еколошки консалтинг и тоа ни овозможи да заеднички настапуваме на повици за финансирање во оваа област, во областа на заштита на природа пред се. Би спомнала неколку големи проекти на кои заеднички сме настапувале, што туку завршивме со еден 12 годишен проект. Не можете да имате импакт на ништо ако не трае подолго. 12 години нашиот сектор заедно со партнерство со Македонско еколошко друштво спроведуваше проект финансиран од Швајцарска агенција за развој и соработка, од SDC, за заштита на природа во источниот дел на Македонија. Ефектите од тој проект се фантастични и многу. Само би спомнала дека заврши со прогласување на две заштитени подрачја во Источна Македонија, Малешево и Осогово. Може би некој од вас го виделе филмот Медена земја, беше снимен во рамки на тој проект. Да. Или накратко кажано, вие открив татича. Па да. Да. И имаше, тој филм имаше навистина, би рекла, голем импакт и надвор од Македонија, со наградите што ги доби на Санденс фестивал, номинација за Оскар и така натаму. За промоција, да. Да, за промоција. Но тоа е, не би рекла мал сегмент, но само еден сегмент од многуте резултати што ги постигна тој проект и сме многу благодарни на странските организации што имаат слух да финансираат такви проекти за заштита на природа во Македонија, која што сите знаеме обилува со биодиверзитет и така натаму. Друг таков проект што сега трае, исто во партнерство со Македонско еколошко друштво, нашата компанија, тоа е секторот за еколошки консалтинг, тоа е финансирано од Европска унија, тоа е Натура 2000, каде што Македонија како земја аспирант за членство во Европска унија треба да определи, да истражи и да определи, да предложи Натура предели кои што би влегле во таа најголема европска, заправо тоа е европска мрежа Натура 2000, меѓутоа е најголема светска еколошка мрежа на подрачја што по нешто имаат заслужуваат да бидат дел од таа еколошка мрежа. Понатаму и последниот проект, не би одземала повеќе време, не помалку важен е од УНЕП финансиран проект на кој работи дел од тимот за економска проценка на екосистемски услуги. Ова е, тука ми е драго и од Штип што имаше, значи ова е како
природните ресурси во локалните заедници да се користат одржливо, на одржлив начин. Еве, овие три примери сакав да ги спомнам, нешто што пред 35 години било само визија и идеја на кој начин да се влие во заштита на природа, кога може би не било тогаш толкава тема. Да. Како во тек на годините од овие партнерства произлегло вистински проекти што имаат ефект и на нашите финанси, на бизнисот, а многу поважно се разбира на заштита на природата во Македонија и на Балканот. Сега водиме еден регионален проект за заштита од пожари, пак од Швајцарија финансиран, кој што е регионален проект Косово, Србија, Босна, Црна Гора и Албанија. Така да продолжуваме со... Одлично и браво на таа истрпливост, некое визионерство што сте го имале уште на почетокот и стратешко пределба дека тој ќе се прави, а за колешките колегите од граѓанскиот сектор, најдете си бизнис партнери со кои што заеднички може да имате проекти. Значи, кои што заеднички ќе бидат ваши сојузници во остварувањето на заедничките мисии во голем дел што ги имаме. За Веза Шарит читав уште кога дојдов пред 13 години во Конект и беше импресивен вашиот пример за како буквално циркуларно се користите во вашиот ланец на производот и дури и изметот на кокошките го претварате во струја. Беше импресивен пример во тоа време каде овие модели беа сосема нови и непознати за нашиот балкански контекст. Во меѓувреме што се случи и кои се главните пракси што вие би ги посочиле? Благодарам на поканата пред се. Океј, ако влегуваме на приказната на одржливиот развој, или јас повеќе милувам циркуларна економија или зелено производство, ќе би треба цел ден да зборуваме. Предпоставам јас ке ве скратам. Не би навлегол во тој дел. Јас би сакал да дадам само две точки во делот или на поимањето на одржливиот развој. Сите зборуваме за трите столба. Реално, искуството наше покажа дека таму треба да има и уште еден столб, тоа е институционалниот столб. Кога велам институционално, не мислам институции на систем само. Зборувам за НГО, организации, бизнис заедници, вакви организации кои што задолжително мора да го забиберат тој дел на одржливиот развој. Инаку, колку год да се обидуваат компаниите да бидат социјални одговорни и да го делат тој дел, им е потребен овој, ајде да кажам, модератор или генератор или насочувач, советник на бизнисот. Како соодветно тие средства што ги одвојува да стигнат на соодветно место и да го имат ефектот. Нормално, секој во рамките на својот бизнис во делот на таргетот. Карикирам, ако таргетот на нашето производство е земјоделство, заштита на животна средина, такви сегменти, значи да се таргетираме на она сегмент кај што сме нам ни е блиску. Значи не можете вие, карикирам сега од Веза Шарит, да очекувате нешто во рамките на IT-то да работи. Ние сме земјоделска компанија, ние сме земјоделци, тоа знаеме да го произведуваме и се обидуваме тоа да го направиме максимално со минимален негативен импект на животната средина. Тоа е императивот. Тоа се собствениците го сватиле, тоа е сега вториот сегмент во таа циркуларна економија или одржливиот развој би го спомнал, нели, цело време таму се спомнуваат додадени вредности. Нели, цело време од почеток до крај. Инаку не би имале одржлив развој или не би имале циркуларна економија од аспект на бизнисот. Ама не се само парите. Многу често бизнисот мисли дека циркуларната економија е додавање на вредности само во од аспект на остварување на дополнителни профити. Да, остварување на дополнителен профит, кој што реално ви е надвор или екстра профит во рамките нели на вашиот кор бизнис, ајде да научиме како тој сегмент на додадени вредности да го споделиме финансиски аспект, да добиеме други вредности. Во делот на образованието, во делот на културата, во делот на животната средина, во делот на инклузивноста. Пред малку спомнавме еднаквоста на жени и мажи нели во општеството, значи комплетно инклузивност, значи сето тоа што го чини општеството, а не можеме да очекуваме сето тоа да биде поддржано од буџетот или од државата. Пример ќе ви дадам подосна, нема да спомнам проекти, бидејќи нашиот концепт е не сакаме. Да, нема
да го кажем примерот. Еве да речеме, имав една интересна ситуација пред 2 години. Се јави професорот од основното училиште во селото, каде што стопанисуваме. Кога имам неколку деца, ќе дојдеме да ви презентираме еден проект. И јас си мислам, окей, се седнале деца, со професорот ќе бара сега некои средства, пари, нели, да ги поддржиме за да го реализират идејата. Многу убаво, племенито. И беше од аспект на животната средина. И децата, значи, си средиле да си одлучиле заедно со професорот да некој планче да го средат центарот на селото, да го уредат со зелена површина, со клупи, со голема шаховска табла, значи убава идеја, малку пари во приказната. И сега јас ги слушам и на крај викам, окей, викам, може ли да ми кажете како ние, како компанија во целата приказна да ви помогнеме да допринесеме. Се сакате пари или сакате со нашите служби, да речеме, да ви правиме, не знам, да набавуваме одредени работи. Вика, не е се проблем парите, директор рече, погресно не разбравте. Што е рекол поентата? Па вие имате објект каде што собирате ѓубре и го фрлате и го претварате струја, правите. Да. Па ние вика ќе ставиме во селото канти, кај што луѓето ќе фрлат ѓубре. Ама вика кој ќе ги собере тие канти? Тоа ѓубре. Нашето барање од вас е да го одржувате проектот. Значи не е инвестицијата првишна. Да си воспоставите вашето возило еднаш неделно или 2 пати неделно да поминува низ тие канти, да ги собере, да го стави во некоја возило ваше и да го стави во ѓубре и да го правите енергија, а ние да имаме цело време чисти и празни канти. Значи нивното барање се состоеше само во тоа. И се изненадувате во даден момент како и во која насока се движите. Тогаш одлучив дека треба да сменам нешто во начинот на размислувањето на компанијата во смисло на општествената одговорност. После тој на крајот ќе кажам во која смисла беше, да не одземам повеќе време. Извлековте, затоа и реагираме, извлековте еден важен заклучок, бизнисот не се само пари, не се вреќа со пари, граѓанските организации исто така не се мајки Терези, значи тоа се предрасуди кои што треба да ги прекршиме и некогаш со многу по-едноставни интервенции може да се направи големо влијание, а мене ми се чини дека притисокот кај банките е исклучително изразен. Државите веќе го регулираат известувањето, инвеститорите имаат своји очекувања, граѓаните, вашите корисници ве гледаат како нели банкарски сектор од кој што сите нешто бараме, очекуваме, работите со пари. Како изгледа тоа во НЛБ? Кои се клучните пракси што ги имате во ВДО? Thanks for the invitation first. I think what Neven says... Ви благодарам на поканата. Како што кажа Невен, ова е клучно прашање. Поднесувањето на извештаите, и сето тоа стана премногу популарно поглед на тоа што се преминуваат во сегментот на задолжителни елементи за усогласено. И многу лесно може да се ставиме во опасност да се направат грешки, затоа што, како што некој кажа, нас не гледаат преку призмата на парите, но стратешки гледано, парите и краткорочниот профит се најголемите непријатели на филантропијата и сето она што е поврзано со долгорочните придобивки за целото општество. Банкарскиот сектор мора да се бори со своите демони и навистина тоа не е секогаш лесно да се направи поради културата која што е наследена во нашето општество, поради краткорочните очекувања на пазарот и често пати не е лесно затоа што има системите кои што се воспоставени во банките, а кои што се поставени на начин кој што не овозможува овозможување придобивки за општеството. И мислам дека банкарскиот сектор има проблем во следењето на ваквите идеи за филантропија без да се сврти на следниот агол и целосно да го смени правецот.
Групацијата НЛБ во последните 5-6 години на вистина се има посветено на real and irreversible реален, вистински, реални, вистински и неповратни цели кои што треба да се постигнат во следните 20 до 30 години. Ги имаме подписано принципите на Обединетите нации за одговорно банкарство, исто така на секојдневна основа ги следиме целите за одржлив развој на Обединетите нации. Имаме добиено независен рейтинг од Sustainalytics, кој што исто така ни служи како некој вид на контрола во однос на проблемите со кои што се соочуваме во рамките на нашето работење, што и на ниво на групација го обработуваме сето тоа и потоа го прилагодуваме на локално ниво. И како резултат на тоа добиваме еден прилично комплексен, сеопфатен список на прописи кои што мора да ги следиме. Нешто што го спомна и Невен предходно, активни сме со цел да избегнеме замката, сето ова да стане само еден список на кој што ќе штиклираме полења за работи кои што се завршени и да не станат цел сама по себе. Треба да спомнеме Европската зелена обврзница од 5 милиони евра, која што беше објавена за периодот до јуни 2026 година. Значи имаме комплексни регулативи и работење кои што мора да го спроведуваме на секојдневна основа, но на локално ниво најважната работа е да се биде колку што е можно полокален. И втора работа, сите треба да се фокусираме, како што спомна еден од воведните говорници, да даваме и непарични донации. Значи, во тој поглед на ЛБ има голема историја со волонтерство. Одделувањето на нашето време е еден од најдобрите и најискрените начини за донирање, затоа што времето е еден од ресурсите кои што најмалку ги имаме како слободни. Особено луѓето кои што работат во бизнисот. Мислам дека можевме да направиме дури повеќе во овој поглед, но во последните 2 години се трудиме да го направиме тоа и ќе биде дел од нашите идни активности. Минатата година дадовме донации и спонзорства во износ од околу 1 милион евра. Околу 60% се поврзани со целите за одржлив развој на Обединетите нации. И би ја истакнал донацијата која што ја дадовме на 6 институции и невладини организации минатата година, кои што се движеа од потрадиционални институции, како Црвениот крст и гинеколошки одделенија во болниците, во болницата тука, па се до невладини организации и нивни иницијативи, кои што често пати беа занемарувани, особено во однос на семејното насилство, потоа поддршката на лицата, односно децата со посебни потреби. И треба да спомнам дека сме патрон на Сдруженијето за цистична фиброза на Македонија и навистина сме горд спонзор на тоа здружение. И во рамките на таа иницијатива дадовме пари на тоа добар глас здружение. меѓу граѓанските организации. Гледам и дел од вашите примателе, мислам дека отворите ги прозорците се тука. Важно е да бидат извор на финансирање, иако велиме дека не се само парите, има многу што повеќе да се направи. Господин Догани, ќе ви дадам можност примерот да ни го кажете, за да го заокружам овој дел со добри примери, за да можеме понатаму
Друго кажавте, добро, да не ви останам должен. Очигледно дека на бизнисите има потребна и поддршка во сето ова, дека имаме трендови, имаме многу, како да кажам, дури и можности за одредени консултантски компании, да нели тоа го обликуваат на начин на кој што треба или не треба. Но како да им помогнеме на компаниите со проектот партнерства за донирање, го возобновивме клубот на одговорни бизниси и го комунициравме во теков на овој настан. Никица, што е тоа? Како помагаме на бизнисите? Што тие може да очекуваат од нас како придобивка? Благодарам, Виктор, и на овие инспиративни примери кои што ги слушнавме. И нели јас ги знам што работат овие компании и секогаш кога ќе слушнам вакви примери, си викам во себе, со вакви луѓе и компании, со вакви лидери и компании може во партнерство заеднички на вистина да направиме една поразлична реалност во нашата земја. И тоа на некој начин мислам дека е и првичната водилка за едно вакво здружување на компаниите, затоа што сме препознале и ние и истомисленици во дел од бизнис заедницата дека компаниите не само што се двигатели на економскиот развој, туку може да бидат двигатели и на поширокиот општествен развој. И дека не само преку парите, туку еве и ова што го зборуваме, како ресурси, како мрежа, како луѓе што работат во компаниите, преку своите вработени, преку своите ланци на снабдување, може да извршат многу поголемо влијание во подобрување на благосостојбата, во решавање на одредени проблеми и дека ако се здружиме, може на вистина да го направиме бизнис секторот да биде носител на одржливиот развој. Некогаш е тоа тешко за една компанија да го постигне самата. Компаниите се соочуваат и со пазарни притисоци и предизвици. Меѓутоа, тука е нашата улога на организација специализирана, еве исто како што и Смарт Колектив, да им помогнеме на компаниите да ги растеретиме, да мора се самите да прават, да планираат, да изнаоѓаат партнери. Ние сме тие што ги поврзуваат тие сегменти и им помагаат на компаниите да си ја подобрат, прво индивидуално, својата општествена одговорност, ESG, да тоа што го прават биде вградено во бизнис стратегиите, грижата за животната средина, за вработените, за водење на етички бизнис, а од друга страна, колективно, заеднички, да се здружиме, да ги здружиме ресурсите, за да имаме поголемо влијание во заедницата. И тоа го правиме преку заеднички програмски платформи. Беше спомнато корпоративното волонтирање. Тоа е една платформа што веќе ја пилотиравме со Ева на Македонија уште пред ковидот, каде што над 600 вработени од компанијата низ целата држава волонтира во активности што тие ги идентификуваа во нивните локални заедници. Не бевме ние тие што им кажавме треба да го прави тоа. Тие самите си се свртеа да видат во својата заедница која е потребата, се поврза и ние им помогнавме да се поврзат со локални институции, организации граѓански и со многу малце средства, со многу ентузијазам и ресурси материјални што компанијата ги стави на располагање, спроведоа одлични проекти. Над 90% од тие вработени прв пат волонтира. Тоа е една, посредно што и компанијата на тој начин ја овозможи да направи влијание во заедницата, ама од друга страна добивме маса на граѓани, над 600 граѓани, како било кој од нас, кои што прв пат ја искусиле радоста на волонтирањето. И сите прашуваа после може ли повторно да волонтираме, затоа што едноставно се почувствуваа дека е нивната компанија и тие самите се дел од некоја убава приказна. Ние сите имаме потреба во овие тешки времиња да се почувствуваме како дел од некоја убава приказна. И сакаме со бизнис лидерите, ќе стартуваме сега од јуни, иницијатива за
доручеци заеднички со лидерите од компаниите, што се членови на клубот, да дискутираме за тоа кои се општествените предизвици во нашата земја и како може заеднички како компании да покренеме иницијативи за нивно решавање. За да не се сведе оваа приказна на одржливост, на ESG, на општествена одговорност, на tick the box, туку да си ги ставиме нашите лидерски капи во општеството, во функција на општеството и да генерираме нови иновативни идеи и приоди за навистина да ги канализираме можностите што ги има бизнис заедницата во партнерство со граѓанските организации, со институциите, да биде двигател на позитивни промени. Одлично. Да, амбициозно. Да. Убава прилика да си се посоветуваме со паналистите како ова иницијатива да направиме подобра. Па ќе почнем од Невен, имајќи искуство во ваков, нели, клуб, сдружување. Кои се клучните 3 предизвици и што би напосоветувал во градењето на нови модел? Yes, thank you. And also, I would like to thank my colleague from Niš, Nenad, because he was not wearing the headphones, so I was embarrassed to wear. So I kind of my Macedonian is improving, I have to say, and I even better understand Macedonian sometimes than when I go to Niš, when they speak fast. So, but when it comes to, I think when it comes to the business club and the business networks and all these things, like, I think it's initially within civil society, you are in a way trying to achieve a mission which will kind of put you out of business. You know what I mean? So, your mission is like to, achieve inclusivity of people with disabilities. So once that happens, you kind of don't have, and I think it's the same here. I think we really need to push forward for things that actually, it should not be like a business model for civil society. I think, what we want to achieve is like, kind of our mission when we launched this network was to mainstream corporate social responsibility, to mainstream the notion that business has a strong role to play in the society. And so we don't have to have a conference where we speak about it because it comes as a given, So we don't have to have like a special network that talks about it because it's, like we don't speak about, we need to have high quality of products or we need to have like, so this is like a normal thing. It's a given thing. So I think, in a way, as long as we need to have to speak about these things and to mention that, I don't know, the owner of a company is a woman, means that women are underrepresented in the business sector. So this is something we need to, talk about. So I think that's one thing. I think the other thing is definitely it depends from country to country, I would say. But, I think the agenda should be driven, and I think, it needs to, you need to find a common denominators of what the business actually, can and to find some quick wins, as you said. So, for example, what we did at the beginning was, we didn't ask for any money, from companies, but we pushed the companies and challenged them to do more when it comes to engagement of their employees. So, first we did employee volunteering, and this is another example. So we did employee volunteering on a large scale. We would gather 20 companies, like a couple of hundred of volunteers to do something all together, also like several banks which are strong competitors in the market doing something good for the community. And as I said, we stopped doing that because now companies do it themselves. Because, within those companies, resources have been developed, they have their own volunteer clubs, they do things on their own, which is a great thing. Sometimes we can help by matching them with the local NGOs or suggesting something, but it's not something that we do. Then we started with, with skill-based volunteering, which is another thing, because I think, I mean, if you're a banker, maybe you're better at, providing financial advice than in, painting a kindergarten. I mean, maybe you're good at painting a kindergarten. Of course. You never know, right? And, but I would say also, like, if,
how can we get these professional skills that we don't have in the civil society sector sometimes, that we don't have access to, from the private sector on a pro bono basis. So we developed something called the Business Skills Academy, where, the companies will, and then I think it created this whole idea that, that the business can and want to support civil society organizations in more than one way, which is not because, and that companies then see civil society organizations as their long-term partners, and they want them to be more capable and more sustainable and more professional, because they're their long-term partners. So, this creates this kind of a better connection. And I would argue that if you work with an NGO as a company, you're quite more likely to continue working with them, if they do good work, and you're quite more likely then to support them in other ways, financially, to develop joint projects, to come up with ideas. Also, you mentioned something very important. I think, we cannot expect the companies to do everything, and we should not, right? And I think, companies pay taxes, we all pay taxes, and, still we should not forget who collects those taxes and, who has the primary responsibility for, education, inclusion, and all of these things. So I think, what I think is very important is to use the power of networking, because you as one company can achieve something, but, we as a network can achieve more, to also advocate, I would maybe say push, but also advocate towards the, public sector for some needed reforms. For example, we advocated, not very successfully, because there was, but there was also a number of companies that for, taking out VAT on donations, especially taking out VAT on in-kind donations. So what happens now is that, for example, especially when it comes to food, so what happens now is that if you want to donate food, as a retailer or as any, food manufacturer, you need to pay VAT on that, So it's like same as you sold it. So, for you, doesn't make any logic, any sense. So what you do, you destroy it. And then there is so much people in need of that, so many what you call public or soup kitchens, that you could support through that. So we were, pushing with a number of companies, and, we also did a study talking with, it requires a couple of ministries on board. But then, as you maybe know, in Serbia, we have elections every 6 months, not that much changes, but still we do it, just as an exercise. So, but with every elections, the things kind of, slow down and everything. But what we were successful in is, for example, working with the Ministry of Finance on aligning our accounting standards with the European one. So, for example, now companies in Serbia also need to, together with their financial report, they need to provide non-financial report. Still not based on any requirements in terms of, guidelines, but it's still something. It gives us space to work. And then the companies that are leaders in the area are, having a kind of a better position. So, I think it's all about, stimulating the practices that you want to see in a way. So I would say it's what we learned in the process that, we really should learn and can learn a lot from each other. Yeah. Sometimes, we don't understand each other as civil society and business and government, and, so everybody is kind of entrenched in their own way of thinking. So I remember we were doing a lot of these marketplaces and fairs, and I think this is very useful both for business sector and also for civil society. And there we thought that, the problem will be the business sector, because the business sector will not, will not be willing to support, to give money to, but then we understood that we have bigger problems with the civil society sector who does not know, how to approach business. Because you as civil society, you all think that your own mission, your own, projects are the most important thing in the world, and you're very passionate about it. So why would the bank support that? It's not about what's in it for me as a bank. It's like, have you read my report? Do you know what my KPIs are? Do you know what my impact is? You have to understand me in order to approach me. So I think this is the role of the forum and of a network, to basically create this knowledge and notion and to connect, to bring people together. You would be surprised how much, comes out from a simple, learning session and exchange session between companies, and how much good ideas and good, I would say, lessons learned come out from that. So I think, there is quite, I'm a big proponent of,
networking, for the sake of business sustainability in various ways. And I think there is a huge role of organizations such as yours in doing so. Да, ни за укружуваме меѓусекторската соработка апсолутно важна и линкот и бизниси и институциите се тука во приказната. Гледам на нашата интерактивна табла. Некој вели на прашањето што го поставува овој панел, нели како бизнисот да биде движечка сила на одржлив развој, вели да, доколку законот ги растерети донатурите од бюрократски процедури. Нешто на што работавме заедно со бизнис секторот, заедно со коморите, се надавам следниот мандат на владата тоа ќе го обистини, така што колеги од институциите ќе ни бидете сојузници во тој дел. Можам да примам само едно прашање од публика, бидејќи сум под притисок на време. А имам 6 раце. На дамата ќе дадам предност. Дали ме слушате? Да. Јас сум Ирина Тошева, модна дизајнерка, обучувач за одржливост и во моментов ги завршувам вторите студии по зелена економија и одржлив развој. Многу се радувам на овој панел и на оваа тема и нови инспиративни примери. Иако би замерила, затоа што зборуваме за родова еднаквост, но не зборуваме и за еднаквост во бизнисите, дека обично малите бизниси се оние кои се пионери и движечка сила во одржливиот развој, или ја како што сакам да ги нарекувам мали ајкули. Така да тоа беше само мојот коментар, но моето прашање е, зборувавте, споделивте многуви примери за како сте помогнале на локалната заедница, на земјата, и ви благодарам за тоа, но каква е одржливоста во вашите компании? Ви благодарам. Убаво прашање што наводи и кон заклучоци. Да, во суштина, нели, во тој цел екосистем за малите предпријатија, убаво е да се отвори како можност за учење напредок и низ овие иницијативи на клубот. Што правите за одржливост во вашите компании како клучни и заклучни поенти на панелот? Да. Океј. Првиот дел од прашањето не ви го разбрав, искрено да ви кажам. Значи, ние не сме голема компанија. Ние сме средна компанија, меѓу другото спојуваме 4-5 мали компании во рамките на истата компанија. Ако гледаме, да, заедно сме голема компанија, ама затоа постои, нели, корпоративно, не знам ова, не знам она, не е ни битно. Апропо, вистинското прашање е што правиме ние ако сме големи или имаме воспоставено системи за фирмите што не се во околина, а што се мали и кои што реално им недостасуваат ресурси за да можат да го постигнат тоа. А сакаат, има желба. Ќе ви дам конкретно пример со нашата компанија, значи со електрошари. Ако има некој тука од Тетовско, знае таму кога се вози кон Челопек, постоеше една фарма свињарска, каде што пред да се приближите до свињарската фарма на 5 километри се чувствуваше мирисот. Тоа беше така затоа што едноставно отпадот и ѓубрето што секојдневно што излегува не беше соодветно третирано, немаше ни начин. Оној момент кога почна електрошари да работи, ние седнавме, тоа се наши комши, локална компанија, нели, со кои што се знаеме, работиме, и дојдовме до заедничка идеја. Нам ни треба ресурс, во случајов ресурс е отпадот од животинско потекло за производство на електрична енергија, а ними ме мака и трошат екстра пари за да го соодветно да го третират и никако да го третират. Со мала инвестиција, со правење на затворени базени се складира, ние наше возило купивме цистерна танк кој што 2 пати дневно оди, го зема во затворена форма, во херметички, го носи кај нас во објектот, го пушта пак директно во системот за ферментација, нормално со соодветни транспортни средства, со сите нишани одобрени од Агенцијата за храна и ветеринарство, со сите релевантни дозволи. Што се случи? Сега се приближувате до самата фарма, во Челопек не чувствувате мирис. Понатаму, имав случај, во Тетовско постојат 7 лекари, чисто за ваша информација. Имав случај, бидејќи пред да се вработам овде, јас работев во институции, многу ретко компаниите, посебно во делот на храната, сега дали е недостаток на компании или на свест или законодавецот не правеше доволно енфорсмент во делот или на заштита на животната среда, можеби секогаш тоа ни беше последна точка. Имавте млекари кои што произведуваат млечни производи и имате вода во самиот процес на производство кој што содржи во себе многу органска материја и кој што се испушта се онака со мали ситни филтри директно во природа. Уништување на природата со органски отпад,
бактерија развој, значи ниви, мириси, што да ви кажам. И ние рековме, окей, пак имаме суровина, ресурс, вода, што во себе содржи протеини, масти, кои што пак произведуваат метан, нам во процесот на производство ни потребни, да речеме, 30-40 тона вода дневно. Зошто да ја земеме водата секој ден од природата, да го користиме, која веќе има некаде кај што е искористено, дај да го собереме пак во форма на танк, со мала инвестиција од таа страна, со наша мала инвестиција, малку поголем трошок во смисла на транспорт и собирање на тоа. И дојдовме на таа ситуација со одредени лекари на дневна основа да им собираме таа сурутка која што е штетна за животната средина. Пак во околината на тие млекари, пак немате мирис, пак имате чисти поточиња што се движат, значи тоа е оној сегмент што се работи. Имам тука милион мали такви примери на ниво на локално и се тоа влијае еден на друг. Ние си го гледаме својата бизнис логика во приказната, нели? Другата страна си ја гледа бизнис логиката, ама имаме заедничко што можеме нешто да направиме и да имаме бизнис логика и да допринесеме во општеството. Вин-вин цело време. Само малку треба труд, малку разговор, малку енергија, дефинитивно, пак повторувам, социјалната компонента во целиот приказна, еве го потврдивме во моабетот, Никица го кажа, суштинскиот дел со волонтерите. Да. Че имаме култура не само на давање, култура на примање. Значи, гледаме, не ги гледаме. Значи, тука се луѓето. Да. Меѓу овие луѓе сигурно има 50% волонтери потенцијални. Па јас би рекол 90. Еве, јас ќе речам 50. Бизнисот вика 50. Ја ќе бидам многу среќен и задоволен со тоа. Че јас не го гледам тоа. Бидејќи јас си работам мојата логика, ние се секојдневни обврски предизвици, не го гледаме. Тоа е таа рамка институционална во приказната, може институциите на системот апсолутно не само да не го бюрократизираат многу. Нели? Само да се адаптираат, да бидат малку пофлексибилни и ќе дојдеме до заеднички резултати. Сигурен сум. Ама треба да постои нели таа култура на примање. Ние што ја не ја гледаме. Ја можам да развивам култура на давање до утре, можеби цело време грешам во тоа што правам. Не, одличен пример дадовте во смисла на како системите што сте ги граделе, ги давате на располагање да ги користат и други, најверојатно ќе мора многу повеќе да работиме, да знаеме што едни со други правиме. За да ги пофатиме тие линкови на поврзување, мора некаде и повеќе да се зборува, повеќе да се информира и ние чувствуваме во конект дека тоа малку фали. Тоа поврзување и тоа, нели, наоѓање на клучни точки каде што со мали интервенции може да се направи многу. Повели Маријунка со клучни предизвици и полеки заклучоци. Само ако добро те сватив, уште еден сегмент од твоето прашање, ако добро го разбрав, е какви сме ние внатре во компаниите код нашите вработени, дали принципите на почитување на човекови права и одржливост и така натаму. Тоа е многу добро прашање, мислам дека сите мораме прво од тука да тргнеме, од внатре, па понатаму нели за општеството и за пошироката средина. Предизвиците се многу. Ние како компании, веројатно сите ќе се сложиме, ние сме преплавени секојдневно од многу барања за филантропија, за донации и така натаму. И тука поддршката од Конект и од клубот на одговорни бизниси навистина е многу важна, за да тие донации имаат смисла, да бидат постратешки дефинирани и да навистина имаат импакт поголем. Така да тоа е апсолутно важно и уште еден сегмент не би должела подолго, што нас ни е многу важно, се развој на етички принципи при филантропија и донирање. Се спомна денеска и вештачка интелигенција и користење на секакви алатки, нели интернет и така натаму и социјални мрежи. Мислам дека тоа некое поставување на етички принципи би ни било од помош при нашите одлуки во иднина. Ти благодарам, Маријонка, убава задача ни даде, тоа е нешто што може да се направи, многу го правиме од аспект на граѓански сектор, но
апсолутно нешто што е апликативно за бизнисите. Господин Грегановиќ, вашите More препораки за нас? To answer the question directly, actually within all of this complexity which has been developed in the group also during the last few years, we also have explicit... Имаме експлицитни интерни цели, го мериме отпечатокот на јаглерод диоксид, имаме стандарди за употреба на газ, за употреба на хартија. Например, во април искористевме 23% повеќе хартија во споредба со минатата година. Значи, само сакам да ви кажам дека ја следиме ситуацијата во рамките на банката и да се навратам на нешто што го кажа Невен, дека многу тенка е линијата помеѓу овие подсегменти на нашето работење. Но како интерното работење е исто толку важно колку и надворешното. Активното прашање што не водеше и кон заклучоците на панелот, всушност и тоа се ваквите збиралишта каде што може и отворено да си се огледаме и да се видиме што можеме повеќе. Не можам да примам повеќе прашања, но оваа табла нема временско ограничување, слободно напишете ги, јас како модератор ќе обезбедам и писмени одговори 30 секунди, ама точно толку. I think Branko kind of and what you said. Мислам дека сите треба да работиме заедно со цел да ја промениме природата на мерењето на успехот и што е она што е успех. Успехот не се мери во бруто домашниот производ. Кога ќе одите во болница, БДП се зголемува. Кога ќе купите кутија цигари, БДП се зголемува. Дали е тоа добра работа? Не е. Но во секој случај треба да се фокусираме на конкретните придобивки кои што ги остваруваме за граѓаните. Сите треба да се смениме во цел да го смениме и целиот систем, кој што, како што е сега, го дава предност на еднократното донирање во споредба со стратешкото донирање. Тоа е главната промена која што треба да ја направиме, односно наместо да мериме БДП, да го мериме влијанието. И мислам дека треба да се искомбинираат финансиските цели со долгорочните одржливи цели. Аспекти што ми оставија впечаток, најпрво дека дефинитивно бизнисите веќе знаат која е нивната улога во клучниот одржлив развој, дека ни се потребни иницијативи на кои што им треба истрајност, долгорочност, трпеливост, за да се добијат резултати. Недостасува повеќе соработка со другите сектори, граѓанскиот сектор, институциите и заеднички иницијативи. Исклучително важни се оние како бизнис форумот и како клубот на одговорни бизниси кои што ги пофаќаат овие линкови на поврзување и едноставно прават повеќе вредност во општеството, комбинирајќи ги и канализирајќи ги ресурсите. Никица, дали уште нешто ти остана како клучна поента? Не би сакала да одземам од времето. Мислам дека дадовме можност и би сакала гостите да ја заокружат дискусијата. Јас само да ги поканам сите да се сдружат, да се партнерат со клубот на одговорни бизниси, заеднички да споделиме знаења, ресурси, инспиративни приказни, да ги најдеме овие простори на заедничко делување и на вистина да во пракса да покажеме и преку пример како може бизнис секторот да биде двигател на позитивни промени. Ви благодарам. Многу ви благодарам. Извинете за недореченоста. Секогаш тоа се случува кога имате убави луѓе за соговорници и партнери.